Будноста е свесност, начин на живот. Свеста е проширување на високата свест, индивидуална душа, како искуствен дел од чистата свест или апсолут. Колку е поразвиена свеста, толку е подуховна и прави разлика помеѓу материјата и духот. Животот не е енергија. Па што е живот? Животот е слободен проток на енергија. Тоа е дефиниција за богатство. Проток на енергија е активна сила. Енергијата и масата се еквивалентни. Масата е материја со пониска свесност поради згуснување на енергијата. Масата како пасивна сила го намалува слободниот проток на енергија. Активната сила на системот тело и го изместува од природната резонантна равнотежа. Енергијата и масата на нишалото на животот ја формираат дуалноста на моето постоење во вечното овде и сега. Постојам како безвременско пулсирање на ритмот на танго, по високата свест, душа, гност, креативна енергија и постојам како временско пулсирање и рок-н-рол ритам, ниска свест, ум, материја, кондензирана енергија. Екстремите на моето двојно постоење се движат од будно, целосно, свесно, висока свест, до заспано, целосно, несвесно, ниска свест на умот, како симултана пулсирачка игра на вечното танго и временскиот рок-н-рол ритам. Како спијам кога сум буден? Мислите дека сте будни, дека сте живи и не ги перципирате зборовите на Буда. Разбудете се и станете поживи. Предметот е збор, преносител на мисла, кој се раѓа од умот како инкубатор и функционира во време, кој е зависно од просторот, кој се дефинира како точка во празнината. Субјектот е спротивен пол на објектот и заедно го формираат илузорно релативниот свет, светот на искуствата. Илузорниот субјект, како целосно познавање на илузорниот објект, го дефинира менталниот микрокосмос кој живее ни собствената меморија и фантазија, овде и сега. Процесот на претварање на спектралните модулации од макрокосмосот во илузорен ментален микрокосмос, условен со меморираното знаење, е автоматски. Вистинско богатство не е во иднината. Вистинско богатство не е во минатото. Вистинско богатство е овде. Богатството е слободен проток на енергија. Моето постоење како безвременско пулсирање на танго ритамот, високата свест, е екзистенцијално во вечното овде и сега. Мојот ум, како искуствен дел од душата, ми е мирен, го слушам звукот на броновите од моето Охридско езеро и уживам во играта на галебите, како прв пат да ги гледам. Будењето е неизбежен процес кој се одвива во зависност од еволуцијата на високата свест, индивидуалната душа. Животот е Бог, не постои друг Бог. Животот е цел, а свеста е метод, техника за постигнување на таа цел, Буда. Ги интегрираше моите постоења, безвременото и временото во моето тело храм, ја намали масата како пасивна сила, ја ослободи кондензираната енергија и како нова енергија го отвори патот кон создателот на животот, како слободен проток на енергија. Постојам, и јас сум подлабок, и јас сум чиста свест.